إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije, kako što započnemo pomenati od ders sa ova knjiga, znači so del od knjigata na dženazinata. Knjigata na dženazinata i veke pomina dve poglavija, a vekerva ke učimo poglavije to babu fil kafen. Babu fil kafen, znači poglavije to vrska so čefinot. Znači kajna se čefin, znači kafen, arapski kafen, čefin, znači gima zemeno zborota od arapske istina. Znači ovaj zbor je prezemet od arapski od jazik. Velit autor od Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Aishata radijallahu anha qalet, كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. Voj hadis koji mu prenesuvat našata majka Aisha radijallahu anha kažuvat deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam beše znači staven vo kefin vo tri čefine. Vo tri čefine take. Što znači to vo tri čefine? Znači tri platna. Tri platna ги ставаш едно на друго и на тие платно значи го легинаш првош мртвиот. Значи мртвиот. И потоа едно платно го сукаш, го засукуваш едно платно од десно за лево, после пак уште еднош десно за лево, пак уште еднош десно за лево. Значи три платна. Значи три чарчафи, уште подобро таке. Три чарчафи, значи, но кој се нарекува тука од тоа кефин, значи. Чефин, кефен, арапски. И беа тие платна, тие чарчафи, беа Сахулијатин. Сахулијатин е град во Јемен. Сахул. Сахул, што значи, од таму беа направени. Од таму беше продукту. Како што вели мене денеска, ова и ова е од тоа држава. Значи, разбирате, така исто, значи, овда, 3 أثواب بيض سحولية. Значи, беа тие бели, фарбата беше на сите три бели, и исто беа, значи, од Јемен. Мин Курсов. Мин Курсов, што значи зборот мин Курсов? Курсов зборот значи од памбук. Значи, беа памбучни. Значи, беа памбучни. Лейсе фиха камисун вала имама. И во чефинот, кој беше, значи, ставен пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, немаше на него облечено ни кошула, ни па капа. Значи, покрив на главата. Се имама, значи, покрив на глава. Имаматун. Но тука немаш, значи беше засукан беше, значи, целосно во тие три чефини, И од суннетот е, како што вели шејх Зейд рахимахуллах тука во објаснувањето, е од суннетот на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, значи бела фарба да се земете. Да видите чефинот, значи од бела фарба. Ако е во можност, ако нема можност, може која и друга фарба да биде. Или пример во некој чарчаф или што да биде, има неколку фарби. Значи разнобојно. Не е никаков расшарено, значи не е никаков проблем. Но е, значи, подобро и од суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам да се зема, значи, за кефин, бел чефин. Ова исто, вели шејх Зейд рахимахуллах, ова исто значи, како и за машките,
така и за женските исто. Значи нема разлика во врска со машкото и женското. Туку е еднакво. Туку е тоа значи еднакво во врска со оваа работа. Потоа напомнуват Ибн Абдул Хади рахимахуллах следниот хадис, а тоа е عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه متفق عليه. Во овој хадис пренесуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума дека кога Абдулlah ибн Убеј умре во Медина, значи овие Абдулlah ибн Убеј, овие е главата на мунафиците во Медина. Значи овие Ибн Убеј, главата на мунафиците. Значи од најлошите мунафици кои беа во Медина. Зошто овај човек беше во неговиот народ човек почитуван, човек кој го гледа како водич. Кога дојде пекамберот салаллаху алейхи веселем во Медина и пекамберот салаллаху алейхи веселем стана, значи, и водич на Медина, тогаш и беше како се враќа за судење и за работи секај пекамберот салаллаху алейхи веселем за пресуди, тој више извиси, немаше никаква вредност. Ова него значи му создаде голема болка и голема омраза спрема пекамберот салаллаху алейхи веселем. Но го прими исламот само значи да се зачува себе си своја, но со жестока омраза внатра која чувствуваше за пекамберот салаллаху алейхи веселем и за исламот. Кога умре овај човек, синот негов дојде кај пекамберот салаллаху алейхи веселем и му бараше кошулата негова. Значи ја бараше кошулата од пекамберот салаллаху алейхи веселем. Затоа во таја кошула да го стави него во кабурот. Се надеваше дека тоа значи нему ќе биде причина да му биде олеснета, можеби, да му биде олеснета значи неговата казна. Зошто значи оно што има допрено телото од пекамберот салаллаху алейхи веселем, значи има беричот. И тоа е само исклучително само за пекамберот салаллаху алейхи веселем. Ова не го правеле сахаба ни со Абу Бакира, ни со Омара, ни со Усмана, ни со Алија радијаллаху анхум, туку исклучително само со Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Како што им даваше кога пекамберот салаллаху алейхи веселем ги ваѓаше неговите коси, се шишаше, значи тогаш им даваше на некој сахаба ги чува косите. Значи тоа е дозволено само кај пекамберот салаллаху алейхи веселем, кај никој други. Значи синот негов, иако знаеше, синот негов беше вистински муслиман направен од овај Абдулlah ибн Убеј. Иако знаеше дека татко му каков беше и што беше, но се надеваше, значи, да тоа да му предонесе нешто и му рече на пекамберот салаллаху алейхи веселем: дај ми ја твојата кошула, да го кефинува ја мојот татко со неја, клањај му се нему, клањај му од џеназето, барај за него за опрошка кај Аллах субхана ва таала. И се спомнува, значи, фа'атаху камиса. Пекамберот салаллаху алейхи веселем му ја даде, значи, неговата кошула за него. Вели шејх Зейд рахимахуллах, дека тој, Абдулlah ибн Убеј, беше рас нифак, беше главата на нифакот, на лицемерието во Медина. Глава, значи, водичот, главниот. Но, пекамберот салаллаху алейхи веселем од неговиот врвен карактер и во друга страна пазење да не се случи некоја поголема штета и кај син му, што е вистински муслиман направена, значи му го даде на него кошулата и исто му го клања џеназето и му се молеше на Аллах субхана ва таала за опрост. Но, после ова, кога се случи оваа случка, тогаш
се објави ајетот да му се забранува на пекамберот салаллаху алейхи ве селем за вечито да му кланя на некој мунафиците. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Значи, немој да му кланяш на никој од нив кога ќе умират и не застанувај кај неговиот гроб. Значи, се моли за него за опрост. На вистина тие направија неверство спрема Аллах, спрема неговиот пекамбер и тие умреа и беа, значи, расипани луѓе. Значи, со овај ајет, значи, вели шејх Зейд рахимуллах, потоа никогаш повеќе не кланяше пекамберот салаллаху алейхи ве селем џеназа на мунафик. Значи, ова беше, значи, забрана. И овде јасно се кажува, значи, дека пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем беше роб Аллахов, кој му идеше нему објава. Значи, кој му идеше на пекамберот салаллаху алейхи ве селем објава. Значи, беше роб Аллахов, кој требаше да биде покорен и послушен спрема Аллах субхана ва таала. Потоа следниот хадис, а тој од Ибн Аббас радијаллаху анхума, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. Во овај хадис кажуваат Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем вели: облакајте ги од вашата облека оние алишта кои се бели. Значи, облакајте бела облека. Зошто таја облека е од најдобрите алишта. Белата облека, од најдобрите алишта. Ва кефину фиха маутакум. И исто, кефинувајте ги вашите мртви во бели чефини. Значи, ова исто доказ дека е многу препорачливо да чефинот, значи, да биде од бела фарба. Значи, да биде бела фарба. Но, како што помнавме предходно, значи, се подразбират спрема можностите. Ако не е тогаш дадена таа можност, тогаш кој да е друго феуп е дозволено. Следниот хадис, а тој од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه Муслим. Значи, кога некој, вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога некој го става својот брат во кефин, тогаш нека го прави тоа на најдобар начин. На најизвореден начин, на најсовршен начин. Значи, ова вели шејх Зейд рахимуллах, дека затоа оној кој превземат одговорност за да го миете едно џеназа и да го кефинуваат, значи треба да има знаење за овие работи. Значи, не можеш да прифатите само од емоции, јас знам да го направам, а нема никакво знаење. Значи, треба да има знаење за да го направи на најдобар начин, на најсовршен начин. Значи, и миењето негово, и исто во другата страна кефинувањето. И затоа вели шејх Ибн Баз рахимуллах во врска со кефинот, дозволено е кога ти ќе го ставиш мртвиот во тие три кефини, првиот, па вториот, па третиот, накрај, значи, кај ноците долу и кај главата да го врзи со врвка. Ноците на главата и може на неколку места исто и на телото, да не се отвори кефинов. Значи, на неколку места, пример, кај делот од градите или погоре малце, па кај колениците исто, тие врвки се клаваат исто. Значи, од кефинот може да скинеш така натаму, но кога се стават мртвиот во неговиот кабур, тога се одврзуваат тие. Значи, се одврзуваат тие врвките. Значи, не се тие, значи, не остануваат така, туку се одврзуваат. И во тоа, сето тоа, значи, тој што го прави миењето на џеназето, кефинувањето, поставањето во гробот и така натаму, вели шејх Зейд рахимахуллах, со сето тоа, тој, алейхи селам рахматуллах, со сето тоа тој се надеват награда кај Аллах субхана ва таала. Значи, наградата очекува за тие работи кај Аллах субхана ва таала, не кај луѓето. Следниот седиме ново поглавие, значи ова беше поглавието во врска со кефинот. Значи кефинот дека треба да биде три, па треба да биде бел, па треба да биде, значи
да му се врзит кај главата и кај ноците, значи тие се работи кои треба да ги имаме во предвид во врска со кефинот. Сега спомнуват Ибн Абдул-Хади рахимуллах бабу фи салати ала ал-мейит. Значи поглавие намазот значи кој го клањаш значи за мртвиот. Првиот хадис е عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم فلم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري. Во овој хадис, кој го пренесува Джабир радијаллаху ан, вели дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем после битката на Ухуд ги ставаше по двајца во гробовите. Значи, оние кои паднаа шехиди во битката на Ухуд, ги ставаше пегамберот салаллаху алейхи ва селем по двајца. Но како што ви кажува во биографијата на пегамберот салаллаху алейхи ва селем начинот на гробови како се прават, значи гробот со лехдун, што се клава, значи како одстранично. Како се? Значи, како фиока, тоа збор го барафа. Значи, кога е како фиока, зашто како што вели Шејх Утемин рахимуллах, по никој случај не се дозволуваат да се фрлат земна директно на лицето на мртвиот. Значи, ти ако не клаеш, иако е насреде направена дупка, што е втората можност, направење значи на гроб, копање долниот дел, за да биде ставен тој тука внатра, и тоа тука треба да се покрие тогаш со нешто, за да не ојде земната директно на него да не паѓат. Ако ga веќе како фиока се знае, го вртиш кон кибла и таму више тој со грбот му се гледат. Значи не го фаќам ништо. И дури во Медина има гледано, му клаваат значи во грбот цигли му клаваат. Цигли за да не се да се сврти од другата страна и тогаш значи кога се затворат гробот, готово завршена работа е тоа. Пегамберот салаллаху алейхи во после битката на Ухуд, што умре околу 70 сахаби, што беше голема загуба во тоа време, тој број за муслиманите, ги ставаше во гробот, значи по двајца. Но му даваше пегамберот салаллаху алейхи предност на онега кој знаел повеќе од Куранот на памет. Значи прашуваше пегамберот салаллаху алейхи кога имаше двајца пред себе, од сахаба, ги прашуваше сахаба, кој знае од овие двајца, кој знаеше, значи она што го знаевте вие, што слушавте, кој знае повеќе Куран, кој знаеше, ако каже ака еден, значи ке со показалецот така речено, тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем му даваше нему предност и го ставаше него првош во таја како фиока во гробот и потоа идеше значи следниот, што вели Шејх Зейд рахимахуллах, значи дека овде исто се кажува значи во вакви ситуации предноста на оној кој има знаење. Значи вредноста тој има ти вредност и после, значи, смртта негова. Поради тоа што ги имал, поради знаењето. Тука, пегамберот салаллаху алейхи ва селем им нареди да ги закопаат во нивната крв. Во нивната крв, да не се мијат и не им го кланјат дженазето. Значи, да не се мијат, значи во нивната крв не се мијат и без да им кланјат дженаза. Значи шехидун што паѓат на бојно поле, не му се кланјат дженаза. Да. Значи имаат голема вредност. Дженазе затоа се надеваме да му се кланјат на оној што има значи гревови, оној што е значи во мака, и ние шехид, значи кој паѓат на бојно поле шехид, за него иншалла џеннетот, неговата награда. Ако е тој искрен во тоа. И ако вистински со сите прописи бил на тоа бојно поле. Но има пренесувања дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем после долго време, значи, отиде кај гробиштата на Ухуд, после 9 години, отиде кај гробиштата на Ухуд и го клања дженазето тогаш. На шухада Ухуд. После 9 години. Шејх Зейд рахимуллах вели, значи ова
ако не им го клanja, значи што значи дека пекамберот салаллаху алейхи не им го клanja џеназето на почеток тука и муслиманите исто не, но ако ти се најдиш во едно место кај што има муслимански владар, муслимански водич и тој одлучува да им се кланјат џеназа на тие шахиди, тогаш не велиш ја хадисот што е во Бухари, Џабир ибн Абдуллах го пренесува, не се клањаме сега. Туку се клањат, значи ако клањат имамот, водичот, владарот, му го клањаш. Ама ако не, значи не правиш голема узбуна, и да бараш, значи, да бараш такви работи. Исто, пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи, им го клањаше џеназето со 4 текбири. 4 текбири. Значи имаше некој пат пренесувања дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем некој џеназина со 5 текбири има клањато, некој со 6 текбири има клањато, но тоа што се уцврсти, тоа што остана веќе од времето на пегамберот салаллаху алейхи ва селем и во времето на Абу Бекр, на Омар, на Усман, на Али радијаллаху анхум и другите што дојдоа после нив, остана значи 4 текбири. 4 текбири, значи да му се текбируваа значи за мртвите. Во првиот текбир, значи кога правиш Аллаху акбар, секој текбир се креваат раците. Тоа е сунето на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи секој текбир се креваат раците. Значи Аллаху акбар, кога се вели се креваат раците увек. На сите 4 текбири, не само на првиот текбир. Првиот текбир кога го правиш, учиш одма суратул Фатиха. Суратул Фатиха. Целосно учиш. Суратул Фатиха. Вториот текбир кога го правиш, учиш салавати за пегамберот салаллаху алейхи ва селем и за неговата фамилија. Третиот текбир кога го правиш дова за мртвиот. За мртвиот. После четвртиот текбир одма се дават селам. Некогаш се случуваат, нарочито кога сме се кланяле во Медина за шех Али Худейфи. Шех Али Худейфи после четвртиот текбир, значи малце застанувал, значи не давал одма селам, туку 10, 15, 20 секунди задоцнувал. Во таква ситуација вели шех Аббад во Медина, тогаш правиш исто дова пак за мртвиот. Значи не со што му стои зачутена. Туку правиш дова исто како што се правил после третиот текбир и после четвртиот, ако имат време, ако имамо уште не дават селам, уште ти правиш дова за мртвиот. Базата на довата е на арапски јазик да биде. Значи довата која правиш ти, која му се молиш на Аллах субханаху ва таала за тој мртов човек, е значи арапски јазик. Шех Абад беше прашан во Медина во врска со оваа работа, рече дека така треба тоа базата, но ако не знаеш ти на арапски, тогаш чини дова и на твојот јазик кој го знаеш ти, чини дова на јазикот кој го знаеш, но човекот не сме да остане на тоа долго време. Значи не значи тебе ти е дозволено и ти 20 години така живиш до смрт. Не учиш дова на арапски, зошто велиш па дозволено на македонски или на албански или на турски, што те знам јас. Не. Значи ти е дозволено за едно време, значи едно одредено време, кратко време, што ти веќе се трудиш во тоа време да научиш некој дови на арапски. Ама не ти дозволено и 20 години така се живиш. Ова не се подразбират на овој начин. Исто што вели шејх Зейд рахимуллах во врска со џеназето за мртвиот, значи учењето на суратул Фатиха, на салаватите, на довите, како и имамот, така и оние кои се кланјаат зад него, го учат тоа тивко, значи без глас. Освен текбирите, зашто да знаат луѓе во што се зад него зад имамот, значи дека се во втори текбир, во трети, па селам се дало после четвртото и така натаму. Значи текбирите и селамот се даваат од страна на имамот на глас. На глас. Значи гледате, работата е многу едноставна. Значи многу едноставна. Но кај нас толку ја прават комплицирана за луѓето да мислат јас не можам никогаш да спроведа џеназето на мојот родител свој. Не му се вдават да го измијат, не му се вдават да го кефинуваат, не му се вдават да му го клањат, не му се вдават да го стават во кабурот.
а во вистина тој родител се трудел за тебе цел живот, барем во тој момент, значи малце да му кажеш во вистина, значи респект и почит према него. Во врска, значи со исто спомнува Шејх Зеид тука, и ова е многу важна точка за во нашиот дел каде живиме ние, а тоа е, ако се соберат во исти ден повеќе од едно џеназа, тогаш на сите тие џеназина, дали се 2 или 3 или повеќе, вели Шејх Зеид, значи се 3 џеназина, или 5 или 50, сите џеназина во еднош им се клања џеназето. Во еднош. Не како што прават тука кај нас, едно во џеназе во еден ќе оклањаме, па другото во 2, па третото во 3, и само така се игра со луѓето. И треба чако, значи, за тој ден да се земе слободен ден во вистина. И толку ги замораваат, и толку сакаат пари да заработат, се може би ако се 3 џеназина, тогаш секој може помалце ќе им дај. За тројца беа. Ќе дојде како поделување меѓу тие тројца. А вака треба секој посебно да му плати нему. На тој лапачот. Чиме сака да викаме вака, лапачи ќе ги викаме. Така. Им пасира се ова? Да зна, сите се опфатени тука. Дали е ваков, дали е таков, лапачи се. Така да знаеш. Значи, дали се 1 или 2 или 3 или 5, одеднаш им се кланјат на сите, одеднаш. И друга важна работа, ако е ваква ситуацијата да се повеќе од едно џеназа, тогаш она џеназе што е пред имамот, значи се клава џеназата поред ваќе. Поред, за нанапред, од кибла, значи правецот на кибла, нанапред ваќе џеназината. Она џеназе што е најблиску до имамот, е спрема нивната заслуга во верата. Да, и тука се пазите. Значи, некој тука хафус. Него го клаваат прв. А не, тој некој хаджија бил, не знае 2 букви да искаже тој, не хаджијата зад него ќе видите. Тој хафус, тој ја знаете Аллаховата книга на памет. Не тој хаджија, што не знае 2 букви, после имаат смелост за тие да клањаат доли некој пат намаз. Значи, разбравте со оваа точка? Значи, се овие работи се многу јасно објаснати. Само човекот треба да биде искрен и да барат вистината, и да слушат, и да учат, и да стават во пракса. Немаш потреба ти за такви лапачи. Така да знаете. Исто, друга важна точка што во оваа врска, во оваа работа, вели Шејх Зеид рахимуллах, ако во џеназево имаат машки и женски, значи машки и женски, тогаш оние што џеназето што е најблиску до имамот е машкото. Зад него идат женското џеназа. Значи џеназето на машкото е прво до имамот, потоа значи второ или трето таму. Ако се речеме, да речеме пример сега 2 машки џенази и едно женско. Тогаш 2 машки ги клаваш првите поред и трето поредица таму надзад иде тогаш џеназето на таја, значи на таја муслиманка. Следниот хадис кој го спомнува тука Ибн Абдул Хади рахимахуллах, тој Уқба ибн Амир, ан набија салаллаху алейхи ва саллам خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. Точно, значи ова е тој хадисот во врска што пекамберот салаллаху алейхи ва саллам излезе значи еден ден и отиде кај шухада Ухуд и им го клања значи џеназето и рече пекамберот салаллаху алейхи ва саллам дека јас сум вашиот сведок
на судниот ден. Значи ќе следваше пекамберот салаллаху алейхи ва салам за тие луѓе за добрина и за хајр. Следниот хадис исто од Джабир أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية البريدة ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. Ovие два хадиси кои ги спомнува тука Ибн Абдул-Хадир рахимуллах се во врска со еден човек од сахаба ридвануллахи алейхим дојде кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам и призна за себе си дека има направено зина. Значи има направено блуд. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам му ја сврти главата од другата страна. Тој му излезе од другата страна, пак посведочи против себе дека има зина направено. Сето тоа се случи 4 пати. Кога четвртиот пат посведочи спрема себе си, тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, да не си полудел ти, да не си подлудел. Човек го рече, не сум луд. Значи полуден не сум. Јас сум потполно здрав во паметот, но го имам тоа направено. Тогаш го праша пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дали си ти женет? Тогаш тој човек рече, наам, да, јас сум женет. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам нареди, значи, во место кај што беше мусалла, значи место што се клања бајрамите, значи отворено место каде ги клања бајрамите, или некој говори, некогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам држеше, тука нареди и му се спроведе нему шеријатската казна. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам му го клањаше нему џеназето и кажа убави зборови за него. Исто во хадисот на Гамидија, таа е жената, значи, кога направи блуд, па остана бремена, па му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам дојди после 9 месеци, па дојди после кога ќе зајади детето и така натаму. Сето тоа, на крај, кога му се даде нејзи таа казна, таа сакаше самата себе се очисти од тоа, тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи му го клања нејзи џеназето исто. Шейх Зейд рахимуллах вели, од овие два хадиси учиме следниве работи. Прва работа, учиме дека асхабите од Мухамед салаллаху алейхи ва салам не се безгрешни. Што треба да знаеш? Сахаба не се безгрешни. Мухамед салаллаху алейхи ва салам е безгрешен, зашто Аллах субханаху ва таала ги има него зачувано од грешки. Сахаба може да направат грешки. Значи прва работа учиме сахаба ридвануллахи алейхим поединци, значи индивидуалци може да направат грешка. Но ако сите сахаба, целокупно, цели сахаба, за една работа се соединат дека е вака, тоа е вистина тогаш. Ама поединци може да направат грешка. Како тоа е хадис, значи, што имат и тој сахаби, Маиз радијаллаху ан, и Гамидија, значи направија зина, што е зина од големите гревови. Но тие сака самите да се очистат. Од тој грев. И очистувањето, значи, кога се спроведува на нив казната, тоа е чистење за нив. Значи ти немаш право повеќе за нив да зборуваш. Значи ти не смееш за него да зборуваш повеќе. И како што рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека еннахума фил џенна, дека тие двајца се во џеннет. За тебе, за мене нема речено. Ние не сме сигурни. Тие двајца се во џеннет. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам рече за Гамидија дека кога некоја навреди неа, тогаш рече таа направи таква теуба, таква покајување, ако се поделеше нејзиното теубе меѓу 70 луѓе во Медина, ќе беше доволно за нив. Значи огромно теубе направи таа жена. Значи кога човекот се очистува на дуњалокот со спроведување, значи шеријатска казна, тогаш не смееш него да го уговараш или да го подценуваш или да го навредуваш, или тоа е за него, значи очистување.
Кефаратун. Чистење за него е тоа. И готово. Затоа, значи, овие хадиси, зошто ги спомнува шејх Зейд рахимулла во врска со намазот на мртвите, значи за џеназината? Значи да знаеш, ако се случи таква ситуација, не да велиш не ода на џеназа. Зашто ке нас одма чафир бил тој. Како ке нас ми велите еден пред неколку дена, дали може да биде еден муслиман, а ја свинско месо. Значи, кола ваша ми перица. Не. Работникот негов ги имат од Албанија. Значи, дали може да биде муслиман, ја свинско месо. Реков, да, може да биде муслиман. Што е проблемот? Има друг намазот да го слаже многу поголем од свинското месо. Ми гледат. Значи, зошто? Поради незнаењето. Затоа, значи, имамите ги спомнуваат и овие теми, но во вакви поглавија, за да знаеме како да постапиме. Како да постапиме. Следниот хадис, عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. Во овај хадис од Џабир ибн Семура кажува дека му го донесува на пекамберот салаллаху алейхи веселем во џеназе еден човек кој се самоуби со копија. Значи копието имало напред, значи во времето, сега не знам како изгледа во наше време, ми се чини во денешно време да има ние во Швајцарија копија учевме на школа кој ќе фрли подалеку така натаму, има тоа како железо, шпиц. Во тоа време, значи во времето на пекамберот салаллаху алейхи им клавале како сечило од нож. Како сечило од ножот, оштро би многу. Значи што потребувале за ратови, за слични работи. Тој човек со такво копие се самоубил. Значи се самоубил. И му го донесува на пекамберот салаллаху алейхи како џеназ, да му го клања џеназето. Пекамберот салаллаху алейхи фалем юсалли алей, фалем юсалли, не му го клања нему џеназето. Не му го клања. Но им нареди на другите сахаба да му го клањаат. И ова ке нас е многу деликатна тема. Ако некој слушни ме се обесил негде. Овие чафир го прават или што зна ја, не. Тој е муслиман. Тој направил огромен грев. Еден од најогромните гревови. Но тој е муслиман. Нему, како што спомнува тука шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето на овој хадис, оние луѓе кои се со позиција, суди, да речеме, како ке нас сега што имаме градоначалници, умара, улема, алими, тие луѓе не присуствуваат на неговото џеназа. Значи ова значи, не присуствуваат тие луѓе на џеназа. Зошто? Зошто пекамберот салаллаху алейхи веселем не присуствува исто на џеназето него, за да биде тоа предупредување за муслиманите. Значи за муслиманите да се пазат од ова, значи овај огромен и уништувачки грешки. И затоа треба, значи, исто учиме тука, значи овој човек, тој сами од себе си наштети, сами од себе си се самоуби, така? Но пекамберот салаллаху алейхи веселем му го зеден тоа на него за големо многу, што не му го кланя и џеназето. А како е оние луѓе кои се дигаат во воздух со бомби и убиваат стотици други луѓе? Како ќе постапеше со нив пекамберот салаллаху алейхи веселем? Значи гледате како се работева? Значи ја самото со сечило, со копија сами од себе си има наштетено. Никому ни на втори, на трети, на пети. Но пекамберот салаллаху алейхи веселем не му кланя џеназа. Како е тогаш човек кој убиват стотици невини луѓе? Како е човек кога во џамиите, значи во многуте места во Саудиска Арабија, во Египет, во други места, во џамиите се дигаат во воздух. Во џамиите. Значи како е со нив тогаш? Како е со нив? Значи затоа, за да сватиш дека тој пат е погрешен пат, не треба многу да имаш многу знаење, а исто не треба многу да имаш и голема интелигенција, дека тој пат е уништувачки пат. Следниот хадис, а тој е од
أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم متفق عليه. В овој хадис кој го пренесува Абу Хурейра радијаллаху ан, вели пегамберот салаллаху скажуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, дека имаше во времето на пегамберот салаллаху алейхи ва салам во Медина една жена. Една жена која е чуваше, е чистеше џамијата. Се грижеше за џамијата од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Над едно време, кратко време, забележа пегамберот салаллаху алейхи ва салам дека таа жена не е тука и се запраша за неа. Каде е жената? Тогаш сахаба ридвануллахи алейхим му рекоа дека таа жена умра и тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва салам ги праша, но зошто не ми известивте? Од тоа разбра пегамберот салаллаху алейхи ва салам како сахаба да не ја гледаат толку важна неја, значи жена обична. И дури се спомнува тука Сауда, значи жена црна, така речено темна, како Билал Хабеши и остана така, значи. Му го кланале џеназето тие што се нашле тука, може би пегамберот салаллаху алейхи ва салам бил на патување и така натам одсутен и не го известиле повеќе. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва салам ги воспита и им рече: тогаш кажете ми, известете ме, однесете ме кај гробот нејзин. И го несоа пегамберот салаллаху алейхи ва салам на гроб и пегамберот салаллаху алейхи ва салам го кланя нејзин џеназето тогаш. Што ова прва работа, значи, кажува дека карактерот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам и кажува неговата врвна скромност. Значи, колку скромен беше пегамберот салаллаху алейхи ва салам и колку се грижеше за неговите асхаби. Значи, не само оние што беа, значи, на прва редица, туку и луѓе, можеби што во очите на некои луѓе нема многу важност, но пегамберот салаллаху алейхи ва салам не ги оставаше незабележени, туку и за нив се грижеше и се прашуваше и сакаше да знаат како се. Значи, ова работа. Исто ова е поука за умметот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам и за водичите на умметот да се распрашуваат за своите луѓе. Значи, имамот, водичот и така натаму, за тој да се прашуваат за муслиманите, за своите луѓе, кога нема да ги види, значи, долго време, да се распрашат и да знаат. Иста друга работа, а тоа вели шејх Зейд рахимуллах, најважната од овој хадис што учиме, дека дозволено е да му се кланя џеназето на еден човек и после неговото закопување. Значи, таа жена више беше закопана. Значи, закопана беше неколку дена више поминати. Дојде после неколку дена пегамберот салаллаху алейхи ва салам и му го кланя на нејзи џеназето на гроб. Од ова учиме дека е тука во такви ситуации дозволено да се кланя џеназе намаз кај гробиштата, една точка, зашто тој намаз нема руку и сеџда, прва работа, и втора работа, значи, исто овде некои алими велат, ако некој човек умират и тој е близок твој човек, фамилиарен човек, и ако беше ти тука во твоето место, ако се најдеше тука кога умре тој, ти ќе му го кланяш и нему џеназето, тогаш и ако дојдеш после неколку месеци, можеш да одиш на гроб кај него и да му кланяш џеназето. Да, ке гробот негов тука застануваш и му кланяш џеназето. Ова, значи, после месеци, 3-5 година, одиш кај гробот, му го кланяш џеназето и завршена работа. Но, значи, ако е тој близок фамилиарен човек, значи, како велиме ние кај нас те фачат работата, или моабетот, или зборот. Значи, не ти секој еден. Има некој пример, не биле на година кај нас, умреле 50 души, секој не ги се кланя џенази некојта. Значи, тоа е играње.
Не е така се разбере това работа. Значи човек ти умрел од фамилија, од куќава, од комшиве и така натаму. Да, тоа значи се подразбира. Следниот хадис, а тоа од Билал العبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن تكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Во овој хадис од Худејфа радијаллаху ан се кажуваат дека кога ќе му умреше, значи некој од фамилијата на Худејфа, им велеше тој на своите луѓе, на својата фамилија, немој да известувате на големо. Немој да ширите за смртта негова на големо. Туку, јас го слушнав, зашто јас се плашам да тоа да биде наји. Наји, значи, она известување кој пекамбарот салаллаху алейхи ва салам ги има забрането. Зашто пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, како што дошло, кажуваат Худејфа, забранил, значи, да се известува на големо смртта за еден човек. Зошто? Како што е дојдено во хадисот на Абдулла ибн Мес'уд, кој го пренесуваат од пегамбарот салаллаху алейхи ва салам, известувањето за мртвиот на многу голем начин, тоа е од традицијата на џахилија. Значи, во времето на џахилија, луѓето, кога умираше некој, одеја кај што се збираат многу луѓе, како што знае, примерно ова и на ова место се збираат многу луѓе. Одеја тука и викаа со висок глас: умрел филан, умрел филан, умрел филан. Или одеја по сокаците кај куќите, значи одеја по сокаци и викаа на голем глас, на Магарен, на Камила Качен, и викаа на голем глас, значи умрел филан, умрел филан. Ова исламот го забрани. Овај начин е забранет ваќе, да се известувате. Значи, да се известува на овај начин, значи, на толку јавно и толку гласно, ова е забрането. Значи, ова е одправењето, значи, на џахилија. Сега, може да рече, ќе некој си кај нас, добро, па ние не ојме по сокаци или каде има збирки, ние на Минаре го правиме тоа. Од Минаре застануваат еден, го викаат така наречено тој салот, значи тој збор нема база во арапскиот јазик, си вика тој салот нивни и така, тоа нема никаков не. Тоа вели Шех Албани рахимуллах уште полошо. Значи, уште полошо тој начин да се викат салот, значи тој салот нема никаква база во исламската вера. Нема никаква база, 0,000. Шех Албани вели, Шех Албани знае точно вели што е правилото, како е правилото во исламот, вели Шех Албани рахимуллах, да се викат, да се известуват на врвот на минарината за смртта на некого. Значи, на врвот на минарината, значи, кога немало звучници, луѓето, значи, кога викал сато и на минаре се качува, затоа минаре во високо се прави. За слушаат луѓе на сите страни во селото или во тој дел од населбата на градот. Дали овај начин викање на минарината салот тој, дали ова се рачуни од тој забранетиот начин за известување за смртта за еден, Шех Албани рахимахуллах велите дека ова не имат сомнеш дека ова од забранетите работија. И ова е уште повеќе и уште полошо од тоа што го правеле арапите во џахилијатското време. Значи ова уште повеќе влагат во таа забрана, од што одење по сокаци или кај што имаат збирки на луѓе. Но се известува, значи, пример, одиш некаде, гледаш 5 луѓе, 10 души негде се собрани, им кажуваш, знаете, ода на џеназе умрел филан. Значи, ваков начин е дозволен, велат алимите. Шех бин Баз рахимуллах и другите. Значи, ти одиш, сретнуваш луѓе на улица. Кажуваш, има џеназе.
Ама да викат некој, да кажуваат екстра, да излагат, само за таа работа да известуваат, само и само да се соберат повеќе и повеќе луѓе и за потоа да видат, види ова џеназа беше олку огромно луѓе, олку присуствува, само за да имат после чаламување со бројот на присутните, тоа е забрането. Тоа е забрането. И сега Шех Албани, како да ја знае цела историја за оваа работа, не само во врска со тој салот новотарски, Шех Албани вели и тие луѓе земаат и пари за тој сал. Значи, гледаш, алимите не зборат нешто што не знаат. Шех Албани точно знае. Значи, викаат сал и тој што вика тој сал, земаат пари за тој сал. Шех Албани рахимахуллах вели, тога ова работа уште повеќе појачува забраната. Значи, уште повеќе појачува дека е забрането. Значи, една забрана е што викаат на минара. Ова е само на себе, да речи тој ја не бара пари, не зема. Без пари ќе ги опра салов. Не смеат. Забрането е новотарија во верата. А како е уште тој го прави, тој пара пари за него, 500 денари, 1000 денари, 200 денари, и плюс кај овие нашиве тука, кај овие ги лапачиве, ако не им даеш пари, тој нема да викаат сал. Пробај, ти не им дај пари, ќе видиш дека ќе викаат сал. Така да знаете. Значи, затоа Шех Албани рахимахуллах вели, значи, точно како да знаете ситуација во нашите места. И дека овие работи се забранети. Се забранети. Но, кога умре Неџаши, значи, што беше муслиман во Хабеша, пегамберот салаллаху алейхи ва салам ги извести тие сахаба што беа околу него во близина и мече денеска умрел нашиот брат Неџаши и застана во намаз и му клања џеназето нему. Зошто? Зашто не знаат дека немат кој на Неџаши таму да му клања џеназето. Значи, оваква ситуација дозволено салатул гаиб. Значи, намаз за џеназе кој не е присутно му се клањат. И тоа го наредуваат, значи, владарот, имамот. Не секој кој ќе му текнета. Треба, значи, владарот, имамот и така натаму за ова работа да се спроведи. Како кога умрел Шех Ибн Баз рахимуллах. Значи, Шех Ибн Баз рахимуллах закопан во Ријад. Но џеназето му го клања листои во Мека и во Медина, во џамиите. Значи, наредба од владарот. Значи, овие работи се прават салатул гаиб за луѓе кои имаат, значи, голема вредност, голема позиција. Не секој ден што умират, не зна каде ти кланяш салатул гаиб. Ние ќе се кланяме овде ноќ и ден. Разбравте? Значи, ти умрел во Германија, ти се јавуваат, клањајте му. Умрел во Австрија, после клањајте му. Ова е игра. Значи, ако, значи, исто пример, кога го убија Бин Ладена, значи џаволот Бин Ладен кога беше убиен, сите текфирци на светов му клања нему салатул гаиб. Да. И овде се кажува дека беа со него тие. Значи, како имаше во Германија Пиер Фогел, значи тој му го клањаше џеназето на Бин Ладен. Значи, колкото да велит, значи тој велеше, јас имам зборено за тероризмот. Да, ама тероризмот воопшто, без да спомнуваат имиња. Нема само тероризам, имат и терористи. Не само тероризам, имат и терористи. Ти џабе да спомнуваш тероризам, кога не спомнуваш терористите. Се луѓе мислат дека тероризам, не зна каде е тој. Ама тој имат луѓе кои го шират него, кои го прават, кои делуваат. Те ним да ги спомниш, наиме да ги спомниш, нивните имиња. И така ќе види, значи, тека се во иста редица се. А нема никаква разлика. Следниот хадис е тоа Абдулlah ibn Abbas радијаллаху анхума قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. Во овој хадис од Ибн Аббас радијаллаху анхума вели дека аз го слушнав пегамберот салаллаху алейхи ва салам да вели следното: не умират ни еден муслиман и му го клањаат на него џеназето 40 луѓе кои не права ширк на Аллах субханаху ва таала, значи 40 муслимани кои
го обожаваат само и само чисто Аллах субханаху ва таала, без да му прават ширк. Аллах субханаху ва таала ќе направи да биде тоа причина за тоа да се рачуне за него, значи, шефаат. За се рачуне, значи, за тој мртвиот да биде шефаата и причина, значи, за опростување за неговите гревови. Следниот хадис, а тој е од Ебу Салама ибн Абдуррахман, أن عائشة لما توفيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. Во حادث се кажува дека Аиша радијаллаху анха кога умре Саъд ибн Аби Вақас радијаллаху ан, им рече на луѓето ставете го во џамија, значи ставете го џеназето во џамија, да му го кланја џеназето внатра во џамија. Тога таа работа која бараш Аиша радијаллаху анха му се отфарли. Значи му се негира. Како, значи да беше чудно за нив како бараш џеназето да го кланјаш в џамија. Значи џеназето се кланја надвор, значи на отворено. Тогаш Аиша радијаллаху анха им рече дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам има клањето на два сахаби џеназината во џамија и ги спомна имината нивни. Сухейлун и неговиот брат. Значи во џамија им го клањаше џеназето. Ова значи гледате, може некој пат некој не знае некоја работа. Но она што знае, тој имат аргумент плюс. Значи Аиша радијаллаху анха не зачуте тука. Туку им го кажа аргументот, додатниот, и кога сахаба редвануллахи алейхим научија нешто што не го знаја, одма го прифатија. И одма го ставија во пракса. Не рекоа, ние не знаевме, ние вака, ние така, добро, не си знаат, сега знаеш, сега треба да практикуваш. Значи, дозволено е, како што вели тука шејх Зейд рахимуллах, на жените можат исто да го кланјат џеназето, да му го кланјаат, значи, на мртвиот џеназето негово, има две варијанти. Или па во џамија, внатра во џамијата, или па дома. Значи во дворот. Кога џеназево е дома, кога ќе биде спремано више џеназево, пред да се извади џеназето од дома, можат, дозволено е, жените да му го кланјаат џеназето на мртвиот. Истиот начин како и за машките со 4 текбири, во првиот текбир Ал-Фатиха, во вториот текбир Салават, во третиот текбир дова за мртвиот и после четвртиот се дават селам на десната страна и завршуваат. Толку. Следниот хадис од Самура ибн Джундуб قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يومنا الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. ولمسلم عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. Ovde spomnуват Ибн Абдулхайд рахимуллах 3 хадиси. Првиот хадис е, кажуваат Самура ибн Джундуб, дека јас се кланјав за пекамберот салаллаху алейхи ва селем на едно џеназа од една жена, која почина, која умре и беше во нифас. Значи нифас е она време кога жената имат породено и значи времето кој е значи за чистење. Значи тоа најдолго време 40 дена. Значи може да биде порано, може после 2 недели, може 3. Може 30 дена. Најдолго 40. Таја жена умре во тоа време. Што значи ако се случи таква ситуација, дозволено му се кланя нејзи џеназа. Не мислиш дека таа е во нифас и не му се кланя нејзи џеназа, не. Дозволено е значи му се кланя џеназето. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам застана средина нејзи. Значи, кога беше џеназето нејзино оставено напред, на средина. Зашто на џеназето машко
имамо застануваат кај главата. А на женското џеназе застануваат имамо на средина. Значи замислите сега вака, џеназето напред, машко џеназе имамо сот овда. Женско џеназе имамо сот овде на средина. Мудроста за това е, вели шех Зед рахмула, зашто џеназето женско на средина да се покрие повеќе, значи тој дел од жената. Значи види Исламов како е, значи пазлив. Значи ова е огромна вера, што за жал ние не му знаеме вредноста. Значи кога е женско џеназе како тука што е, значи застана пегамберот салаллаху алейхи ва салем на средина, а на машкото кај главата. Потоа значи спомнуваат исто хадисот во врска со Неџаши, кога умре Неџаши, пегамберот салаллаху алейхи ва салем му клања нему џеназето. Значи и му клањаше со 4 текбири. И ги извести дека им е умрен денеска еден брат нивне. Значи брат Неџаши рахимахуллах, кој умре значи и беше муслиман во место значи каде немаше муслимани. Исто ова е од муъџизат на пегамберот салаллаху алейхи ва салем. Како можеше да знае пегамберот салаллаху алейхи ва салем во исти ден од Хабеша до Медина да му дојде хаберот дека Неџаши е умрен денеска. Значи во тоа време невозможно беше да дознаеш во исто време. Меѓу Медина и Хабеша илјадници километри. Значи да патуваш копно месец време и појчи. Како дозна пегамберот салаллаху алейхи ва салем за истиот ден? Значи објавата му дојде Џибрил алейхи салату ва салам. Му дојде Џибрил алейхи салату ва салам и го извести дека Неџаши рахимахуллах е умрен. Следниот хадис, а тој од Абдурахман ибн Аби Лейла, قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وأنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Во حادث кажуваат Абдурахман ибн Аби Лейла дека Зейд рахимахуллах ги клањаше џеназината редовно со 4 текбири. Но се случи во едно џеназа да ги клања со 5 текбири. И јас го прашав за причината зошто 5 текбири направи, тогаш ми кажа тој мене дека истото го имаат правено и пегамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Значи, но рековме на почеток дека како што ве известив, имаше случаи 5 текбири, 6 текбири и така натаму, но потоа значи остана работата на 4 текбири. Но ако се случи денеска дојде некој и кланат со 5, значи намазот е во ред. Не ќе нас ќе речат да му го прекланяме уште на џеназето, се немате џеназе намаз. Така? Такви работи ќе си прават. Како што слушнав вчера некоја работа, значи нашиот брат Джемал бил на патник и Косово негде се клањал 2 рекати. Патник. Тие другите после се збунале, не знаеле како што, ко завршиле, тој му рекол, нему јас бев патник. Тој другиот му рекол, иншалла си ти муслиман. Значи, вие што правите, вие прашане дали си муслиман или не си муслиман. Значи, види, незнаеноста, колку е штетна незнаеноста. Значи, тој се сомневал дали се овие муслимани или се муслимани. Значи, замисли колку е, значи, до каде е дојдено степенот на незнанието. Значи, затоа треба да му се заблагодаруваме на Аллах субханаху ва таала за ова упатство кој ни го подарил на нас. Следниот хадис, тој од Талха ибн Абдулlah, قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرع فاتحة الكتاب فقالوا ليتعلموا أنها سنة. Значи, кажуваат овде Талха ибн Абдулlah се клањав зад Ибн Аббас едно џеназе, значи Абдулlah ибн Аббас го водеше џеназето. Јас зад него бев. И кога е читаше суратул Фатиха, е читаше наглас тука. Значи да го слушаат тие зад него. Зошто кога беше прашан за мудроста, за да се научат дека тоа е сунет, дека тоа во тоа место се учи, значи суратул Фатиха.
И на крај на ова поглавие, и со тоа завршуваме, спомнува авторот Ибн Абдулхадир рахимуллах два хадиси кои се дови, кои се учат дови, значи во намази на џеназина. Првиот хадис од Ауф ибн Малик قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول велит Ауф ибн Малик се клања пегамберот салаллаху алейхи веселем на едно џеназа и научив ја во довата која учеше на памет. Значи научив довата на памет која учеше пегамберот салаллаху алейхи веселем. Во текот, значи, на после третиот текбир. А тоа беше اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من العذاب القبر حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. Довата која чинеше пегамберот салаллаху алейхи веселем Аллахума гфир лаху вархамху, значи о Аллах, опрости му нему и смилувај му се. Ва'афихи ва'фи анху, значи зачувај го него, спаси го него. Вакрим нузулаху, значи направи му нему тоа седиштето, местото на каде што ќе седи, значи почести го него тука. Ва васи мудхалаху, значи отшири му го гробот нему. Вагсил бил ма'i ва тhalji wal bard, и изми го него, односно значи из неговите гревови со вода, со мраз и со ладност. Зашто гревовите има жештина, затоа бил ма'i ва thalj wal bard. Зашто гревот во себе има жештина. Затоа да се угасне, се гасне со ладност. Ладното е мраз, ладното е студ. Ва нақихи мин ал-хатаја кема юнаққа ثوب الأبيض من الدنس. И очисти го него од гревовите, како што се чисти белата облека од нечистотијата. Значи, кога имат некоја бела облека на чистотија, ќе се измие таја, целосно е бела, нема ништо. Така правиш и дова за мртвиот, за неговите гревови така да се очистат. Значи, целосно да му се опростат. Вабдилху даран хајран мин дарихи, значи, дај му нему куќа, засолниште, подоброто на засолниште кој го имал тој, значи во дуњалокот, и дај му, значи, ехлен, значи фамилија, блиски, подобри од оние кои ги имал во дуњалокот. Значи, овие сите овие дови, и стави го во џеннет, и зачувај го него од казната на кабурот. Ауф ибн Малик вели, кога ја слушнав оваа дова од пегамберот, посакав јас да бидам тој мртов тука. Значи, пегамберот салаллаху алейхи оваа дова прави за него. И вели, посакав да бида на местото негово тој мртвиот јас. Од толку ова огромна дова која учеше пегамберот салаллаху алейхи веселем. Исто следниот хадис, тој е последниот од Ебу Хурейра ради Аллаху ан, од довите кои се учат, значи на џеназа, пегамберот салаллаху алейхи веселем беше следната: Аллахумма гфир ли хајина ва мејитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кебирина ва закарина ва унсана. Аллахумма мен ахјајтаху минна فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Овој хадис, довата која учеше пегамберот салаллаху алейхи веселем беше следната: О Аллах, опрости на нашите живи и на нашите мртви, на оние кои се присутни во оваа џенази, на оние кои се отсутни, на малите и на големите, на машките и на женските. О Аллах, оној што го оставаш да живит, остави го да живит на исламот, а оној кој го умираш, кој му ја земаш душата, остави го да умрет како муслиман. О Аллах, не го скратувај, не ни ја скратувај наградата, значи, за ова наше присуствување и не оставај да паднеме во заблуда после смртта негова. Значи, после нашето живење, подолго живење, значи да не падниме
да не зачуват Аллах субхана ва таала, значи од заблуда. Значи ова беше исто дова која пегамберот салаллаху алейхи ва селлем учеше во џеназината. Иначе убоа ова вторава дова дури полесна малце. Значи Аллахумма гфир ли хаййина ва мейитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кебирина ва зекерина ва унфана и така натаму. Значи ова да се научи на памет и да се знаеш кога ќе одиш на џеназа, таја да се учиш и таја значи општа. Општа значи иако се случи да бидат во џеназето и машко и женско, довата значи и да бидат малолетно и полнолетно, општа значи опфачат, затоа значи треба да се потрудиме и да се научиме, значи да се научиме на памет. Така што сме на крај и на идниот дерс биднилахи таала ќе продолжиме со останатите поглавија на книгата од џеназината. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.